Започна најголемото подарување без лимит досега, организирано од Стефан Лазаров, и веќе првата полуфинална вечер донесе спектакл каков што македонската интернет сцена досега не видела. Во атмосфера налик на ТВ шоу во живо, со светла, адреналин и емотивни моменти, Лазаров приреди нов бранд на подароци, меѓу кои и автомобил. Но ова е само загревање. Големото финале допрва следува, токму на роденденот по повод 5 години од отварањето на неговиот YouTube канал, кога планира да подари стан во Скопје. Станува збор за досега невидено ниво на подарување и продукција на македонски терен. Хајп Македонија имаше ексклузивен пристап зад камерите и пренесува дел од енергијата, подготовките и возбудата што владее пред финалната вечер. Тимот на Лазаров не крие, се подготвува нешто големо, искрено и заслужено за сите што го поддржуваат со години. Од обичен канал до вистинска институција на YouTube сцената, Лазаров докажува дека кога се мешаат креативност, конзистентност и љубов кон публиката, граници нема. Беше изреволтиран од дождот, разочаран што неговата замисла за настан под отворено небо, сценографија налик на фестивал со енергија која се чувствува од земја до небо, се претвора во трка со времето, кабли и опрема. Не, вака замислував, изговори низ заби додека ја гледаше сцената. Но само неколку секунди подоцна, како да се пресече. Длабок здив, подигната глава и насмевка. Го стегна микрофонот и почна да шета меѓу екипата како вистински диригент. Знаеше, ова не е само за него, ова е за сите негови поддржувачи. Таа прва полуфинална вечера беше во живо со следбеници кои едва и чекуваат кој од нив ќе си замине со вреден подарок. Стефан во живо не е ниту јутјубер, ниту инфлуенсер. Тој само станува еден од нас и тоа е негова најголема сила. Се сеќава кога прв пат снимил видео, без план, без монтажа, само зборови од срце. И токму тие зборови го донеле овде, до момент кога подарува автомобили, па дури и стан. Подароците се повод да се собереме, да се сетиме дека не сме сами, дека некој не слуша, не гледа, не вреднува. Сите велат, ова не се случило досега, и тоа е вистина. Но ова што на вистина не се случило е еден човек толку автентично да ги спои шоуто и душата, публиката и приватноста, поддршката и подароците. Останува уште финалето, роден ден, 5 години борба, истрајност и видеа, и публика што расте заедно со него. А токму некој ќе добие стан, но сите ќе добијат чувство дека и тие се дел од нешто вистинско. Гледам дека си малце тажен поради дождот, меѓутоа ја сакам да ти кажам дека тоа е берикет, дали знаеш? Берикет и господова работа. Види, многу убав ден е денеска, барем јас така се чувствувам. Помина денов со многу коментари, со многу реакции од народов. Видиш тука джип имаме мотор, имаме прекрасни луѓе, имаме позитивна енергија и мислам дека ниту дожд, ниту пак нешто друго може да не расположи, така што убаво кажа берикете и знаеш како викам, кога се случуваат работите случајно, мора нешто убаво да следува. Точно. Денески си добие некој прекрасен автомобил, мотор и милион други награди што не можам да ти ги запамтам искрено, премногу се да. Поради тоа што сме овде по повод некој, сакам малце да те навратам наназад низ времето, со оглед на тоа дека уште малку славиш 5 години од твојот YouTube канал. Кажи ми како изгледа кога ќе се свртиш назад? Што те направи најгорд во овие 5 години, ево уште малце? Па види, тешко е да извоиш една работа, реално. На вакво прашање човек да не се потсети на некој работа и да не е одма емоции ми доаѓаат, тешко. Најгорд сум на тоа што издржав. Знаеш, верувам дека сите кои што се бават со бизнис, јас ова го гледам од прв ден така, иако ова е мојата љубов, ова е мојата работа и многу сум среќен што го работам, меѓутоа ова е бизнис. Сите знаат дека да обстанеш на ваква држава 5, 10, 15 години, тоа се јубилеи кои што треба да бидеш горд на нив. Кога ќе се навратам, ми текнува на едно време кога бевме деца, кога, знаеш, 5 поминале не се 50, меѓутоа во овие 5 години ова YouTube сцена, овие медиуми како сега не гледаат, како не гледаа пред 5 години, многу се променија нештото. Јас искрено сум па и најгорд на тоа што јас и уште неколку луѓе успеавме да докажеме дека социјалните мрежи се сериозна работа. Успеавме да направиме од ова нешто многу озбилно, луѓето да го гледаат
гледаат како озбилна работа. Успеавме да покажеме дека можеме да правиме големи работи и сами, без поддршка на некои директори, газди, држава. Едноставно го правиме ова со поддршка на народот. Знаеш како мислам дека во ова време невреме фали забавна содржина, фали малку насмевки да видиме кај луѓето и поентата на оваа вечер е таа. Кажи ми, почувствува ли некогаш момент кога сакаше да се откажеш? Еве, претрпе многу работи позади тебе, меѓутоа вака, дали некогаш во своите мисли си рече ова не е за мене, се откажувам? Постоеше ли таков момент? Ова не е за мене, се откажувам никогаш. А моментот се откажувам, мислам дека на секој му доаѓа такви мисли, доста ми е, се умори, не сакам повеќе и ти поминува за пола сат. Знаеш како, ако нешто докажав, мислам некој година, дека никогаш не се откажувам. Што и да се случи и баш затоа денешниот ден и 18 јуни роденденскиот ден ги доживувам како еден триумф на изминатава година. И верувам дека сега ми следуваат само убави работи. Тешка година беше и загубата на Зоки, и загубата на Војком и уште неколку други работи се случија, меѓутоа еве крајот на сезоната ќе го завршиме со убава работа. Така. Пред самиот почеток на лајвот сме, денеска правиш нешто на вистина посебно, во живо ги наградуваш твоите фанови. Како дојде идејата до ваков начин, посебен еве за, да речеме, твоите фанови, да ги наградуваш, да им дадеш нешто посебно во знак на благодарност? Па подарувањето потекнува од добрината на човекот. Со тоа што, па ќе кажам, тие го направи ова. Тие направија момент да можеме ние да смислиме концепт кој што реално е финансиски тежок да се оствари и само со нивната поддршка ние денеска можеме да оствариме еден ваков концепт кој што фирмите го препознаа, фирмите подаруваат, јас сум еден спој на фирмите и гледачите и ова е еден проект кој што носи на сите бенефит. Денеска ќе на крајот тоа вечер некој ќе се добие кола, фирмите ќе добијат супер реклама, јас правам супер дело и реално идејата потекнува од Србија. Ќе бидам искрен и фер, јас ова го правам 5-6 пат, така што овој пат е многу големо, нели? Топла вода во денешно време немаш многу да измислиш, претпоставам дека србите тоа гледаат од Америка и некако тоа се поклопува со тоа што јас сакав од првиот гивавеј да направам нешто поразлично и мислам дека вакво нешто на Балканот се нема случајно и можам да им кажам на гледачите дека на 18 јуни тоа ќе биде историски настан и за таму се подготвуваме ова вечерва едно загревање. Кажи ми, имаш ли трема пред твоите лајвови вака? Дали малце го почувствуваш тоа нешто или да речеме веќе си имун на сето тоа? Да прашаш Марта, пред да дојдеме и сега ми викам ти се вера дека имам трема. Многу ретко и многу ми фали. Тремата е многу убава работа, тремата значи дека има нешто во тебе што така, не знам, те радува. Подкастите ми се секојдневие и веќе се навикнав. Мислам, не само подкастите, камерата ми е секојдневие и буквално јас сум како да сум роден пред камера, веќе се чувствувам. Меѓутоа денеска некако има поинаква енергија, поубава енергија. И едва чекам, денеска има над 200.000 коментари. Јас мислам дека имам 10.000 пораки, тагнувања. Значи, Инстаграмот денеска ми е темпирана бомба и верувам дека така ќе биде за отприлика колку 45 минути кога ќе почнеме. 30-тина, па затоа тремата е некој позитивно чувство, едва чекам. Стефан, да не те задржувам повеќе, ти благодарам најмногу и ти посакувам многу успеси. Ти благодарам што секогаш си наш посебен гостин во нашата телевизија и секогаш не поддржуваш како и ние тебе. Ете за крај, фала ви на вас. Такво освежување сте во Македонија, огромно и фала што сте тука секогаш за мене и на нив да им кажам, некако ќе заврши вечерва на 18 јуни, подарувам стан, подарувам кола, подаруваме мотор, подарувам уште многу нешта и на 18 јуни можете да очекувате еден голем концепт, така што учествувате во гивавеот кој што се уште трае.